Добар ден на сите. Денеска ми е задоволство што сум во посета на инженерискиот батальон, каде што добив и дополнителни информации колку треба да продолжиме да вложуваме во овој дел на нашата армија. Минатата година, после подолги консултации и постапки, успеавме да подпишеме договори со кои што нашата армија ќе добие нови 15 инженериски машини во вредност од 138 милиони денари. Очекуваме дека најголемиот дел од машините ќе бидат испорачани во период дури покус од 6 месеци, а само еден дел од машините ќе бидат испорачани во првиот дел од 2020 година, кога практично ние ќе ги исплаќаме еден дел од средствата. Ова е прва инвестиција во инженериски машини во армијата после 16 години. И навистина тоа покажува дека процесот на модернизација и опремување на армијата е започнат, но дека тој не се однесува само на воените елементи во армијата, туку и на овој инженериски дел кој што е важен и за војската, но важен и како поддршка на граѓаните, поддршка на државата, поддршка на општините. Во изминативе години армијата неколку пати помагаше и со својот инженериски батальон во ситуации на поплави, на елементарни катастрофи, неколку пати успеваше да поправи мостови, меѓутоа исто така и да изврши експлозии кај овие карпите кои што се закануваа на локалното население. Последните примери за кои мислам дека и вие се сеќавате беа во Тетовскиот регион и во Скопскиот регион. Меѓутоа инженерците можат да направат чудо. Меѓутоа без машини и без опрема тоа чудо ќе биде многу помало. И затоа сметавме дека е многу важно, овој процес го почнавме, беше првиот процес на модернизација и навистина ми е задоволство што еве после речиси цела година успеавме да дојдеме до договори со кои што инженерискиот батальон во армијата ќе ги добие неопходните машини. 15 машини, реков, се опфатени со овие договори, за уште 3 машини ќе ги повториме набавките бидејќи немаше понуда. Ова покажува дека нашето членство во НАТО ќе влијае на нашата стабилност во делот на политички или безбедносни ризици, но ќе влијае и врз нашата безбедност како граѓани и во цивилна смисла. А тоа е дека армијата ќе продолжи да биде институција која ужива голема доверба кај граѓаните и која навистина кога е најтешко, највеќе помага. Денеска имате прилика и да ги видите дел од овие машини за кои што подпишавме договори и кои што набрзо ќе бидат дел од опремата на инженерискиот батальон. Министерке, вчера пратеникот Јосип Јуратовиќ изјави дека Бундестагот најрано во септември ќе расправа за почнување на преговорите. Реално што може да смени средбата Меркел-Заев? Едно е кога ќе се дискутира, а друго и најважно прашање е што ќе се дискутира и каков ќе биде заклучокот. Според мнозинството дискусии кои што ги чувме во германскиот Бундестаг, неподелено е мислењето дека нашата држава направи чудо не само на план на билатерални спорови, туку и на план на домашните реформи. И дека практично никој, вклучително и пратениците во Бундестагот, не можат да најдат оправдување или алиби за негативна одлука. Така што мислам дека и убедена сум дека и средбата помеѓу премиерот Заев и канцеларката Меркел ќе испрати таа порака, дека дефинитивно Република Северна Македонија го исполни својот дел од обврските и дека дефинитивно и Европската унија треба да ја исполни својот дел, својата обврска. Обврска која што често пати била јасна. А ако вие испорачате, и ние ќе испорачаме. Очекувам и во четврток истата порака да биде упатена и од германска страна. Но сепак тешко пред летните одмори, тоа е и пораките кои што стигаат од Бундестаг. Затоа реков, едно е прашањето кога, а по мене најважното прашање е што. Ние никогаш не веруваме дека одлагањата се добри. Заради тоа што секој одлагање ти го губи времето. Меѓутоа најважно од се е да обезбедиме сигурен почеток на преговори за кој што се подготвувавме и за кој што целиот скрининг го завршивме изминатата година. Мислам дека пораката која што ќе се испрати од наша страна е дека да не го губиме времето непотребно. Ние не можеме да одлучиме како ќе работат европските институции. Факт е дека има 10 други теми со кои се занимаваат: Брекзит, избор на нова Европска комисија, новите прегрупирања во парламентот после европските избори, но убедени сме дека оваа шанса нема да ја испуштиме.
ова што се случува сега во Европската Унија покажува дека кога ќе испуштите отворена врата за почеток на преговори, за членство, за кандидатски статус, понекогаш после тоа може да ви се одложи процесот и не по ваша вина. И затоа секоја шанса треба да ја користиме и затоа и оваа година шансата ќе ја искористиме. Министерке, неофицијално се дознава дека огранокот на СДСМ во Скопје настојува доколку метлата го фати Драган Тевдовски, министер за финансии, исто така да го пофати и вице-премиерот Кочо Ањпушев. Дали има несогласности внатре во СДСМ зал? Многу шпекулации и манипулации се пласираат овие денови, ова е една од тие. Дискусиите така не ги водиме ни на централно, уште помалку на локално ниво. Тој тип на разговор не сме го имале, тој тип на меѓусебни односи не сме го имале никога ни било најтешко, а сега дефинитивно како дел од владеачка коалиција со огромна одговорност тоа не личи на нас. Така што ќе ве замолам, знам дека се некогаш овие манипулации и комбинации многу интересни, меѓутоа ако се вратите назад ќе видите дека секој пат тие пласирани шпекулации и манипулации се покажале како неточни. Кои ви се најавите за ратификација на протоколот за НАТО за овој месец? Овој месец беше прилично позитивен во дел на ратификации. Задна се ратификацијата и на Норвешка и на германскиот Бундестаг, што е многу важно. Минатата недела реков, се отворија прашањата околу тајмингот на одлуката на германскиот Бундестаг за ЕУ. Но она што беше добра вест и за жал не помина со толку голем интерес е дека германскиот Бундестаг во многу кус временски период го ратификуваше членството наше за НАТО. Очекуваме утре Чешката република да ја заврши ратификацијата. Има и уште неколку најави, меѓутоа без конкретен датум. Ратификувањето оди невообичаено брзо. Кога ќе го споредите со претходните бранови на проширување, ќе видите дека земјите членки на НАТО испраќаат многу силна порака. И дека таа силна порака треба да ја искористиме и треба да ја цениме. Прв пат се случува, значи во период покус од 4 месеци, речиси повеќе од половината од земјите членки да го имаат ратификувано. Сега во Братислава уште од еден представник на Американскиот Сенат ја добив потврдата дека процесот е започнат, мислам дека уште во текот на следниве 7-8 дена ќе почне хирингот за нашата земја и очекуваат раната есен, среда е така, очекуваат раната есен да заврши процесот на ратификација. Споредете го тоа со претходната ратификација, например, за Црна Гора и ќе видите колку брзо реагирале дури институциите кои обично подолго време одлучуваат. Фокусот сега ни е контакт со оние земји членки кои се уште не го почнале процесот на ратификација, но секаде добиваме позитивни пораки. Некој проблем некаде? Не, никој проблем кој што бил споменат или отворен, бидејќи и самото потпишување на протоколот за проширување, каде што беше потребна поддршка од страна на нивните влади, се направи навистина брзо. Имате информации во Турција, пример, колку е после? Вие знаете дека во Турција сега ќе има и повторување на локалните избори во некои од општините. Ни кажа дека веднаш штом ќе продолжи да функционира нивниот парламент на вообичаен начин, ќе има веќе и термини кои што ќе може да ги планираат. Немавте ја мислевте? Добро, ајде, може да искоментирате доколку сакате. Вчера имаше изјава од Тимоние, од францускиот амбасадор, исто во контекст на датумот за преговори. Тој вели тешко е дека и во октомври ќе добиеме. Дали може ова го сметате за изговор на некој начин од страна на европски представници и што вие лично очекувате од наредниот период? Затоа реков, не е прашањето кој месец, прашањето е да ја добиеме час поскоро одлуката. Вие знаете дека во Европската Унија има членки кои што велат пред да се случи проширување на Унијата, ние мора Унијата од внатре да се реформира и делот со работката да се продлабочи. И ние не велиме дека тоа не е важна работа. Меѓутоа, кажуваме дека нашата држава не очекува утре членка да стане. Оно што го очекуваме е почеток на преговори, кој нема да биде ниту лесен, ниту брз, но тоа е најважниот процес за да државата стане подобра, побезбедна, попросперитетна. И затоа ќе продолжиме да ја повторуваме таа теза. Ние испорачавме резултати
не зборови, не изјави, не ветувања, резултати. Очекуваме такви резултати да ги испорача и Унијата. Благодарам. Благодарам. Сега може и ја да си